Почитувам председател на Советот на општина Крива Паланка, почитувани членови на Општинскиот совет, почитувани представници на општинската администрација, представници на здруженија, медиуми, почитувани сограѓани. Зад нас е една година која можеме да ја оквалификуваме како година исполнета со многу предизвици, активности, напорна и посветена работа, година исполнета со убави моменти и многу реализирани проекти и активности за доброто на целокупната локална заедница. Проблемите се составен дел на секоја работа и ние сме тука не да кажуваме колку ни е тешко и напорно, туку да изнајдеме решенија, да понудиме можности и солуции и да го оправдаме она за што сме платени или изберени. Горди сме на тоа што во текот на оваа година вонсудски ги надминавме проблемите со степенот на кариера за речиси 50% од работените, за спорот и обештетувањето на работените од територијалната противпожарна единица со околу 2 милиони денари, но и за сите заостанати долгови, блокирани постапки и процедури, реализација на определени проектни активности, како што беше впрочем и реализацијата за реновирање на оваа сала, која што го решивме со активна позајмица од 1 милион денари. Надминувањето на проблемот со наположените постапки и предмети во делот до урбанизмот, зајакнувањето со човечките ресурси, техничката и материјалната опременост, софистицираниот начин на решавањето на определени постапки, менаџирањето во услови со ограничени ресурси и финансии се само дел од предизвиците со кои се соочивме и слободно можам да кажам дека успешно се справивме. Заедно со општинската администрација, со упорност и ентузијазам, преку принципот на отворено, транспарентно и пред се одговорно работење, со чесен и домаќински пристап, добро менаџирање и користење на сите расположиви потенцијали, искуства, знаење и капацитети и заедничка напорна работа, а сето тоа во насока реализација на предвидените проектни програми и обезбедувањето на одржлив развој и просперитет на видина на жителите на Крива Паланка, дадовме максимум од себе. Знам дека некој ќе каже, можеше многу повеќе, можеше подобро. Да, се согласувам и со тоа, но само тимот кој што беше вклучен во имплементацијата на сите проектни активности, знае со секакви предизвици не се соочивме во текот на оваа 2018 година. Сакам во оваа прилика да изразам јавна благодарност до владата на Република Македонија, која што со она што го отпушна во текот на оваа 2018 година, но и она што го најави за 2019 дека во следните неколку години на планот на инвестициските активности Крива Паланка ќе предвижи. Имено, можеби од самото самостојување па се до денес, но и претходно, во регионот на Крива Паланка не се слеале 220 милиони евра за капитални инфраструктурни проекти. Кога мислам, изборувам за 220 милиони евра, пред се мислам на отпочнувањето на пругата од Белјаковци кон Крива Паланка во висина од 145 милиони евра, за инвестицијата на експресниот пат во висина 58,5 милиони евра, за проширувањето и адаптацијата на постоечкиот патен правец од Крива Паланка до граничниот премин Деве Бајер во висина од 13,5 милиони евра, рехабилитација на постоечкиот патен правец од Крива Паланка до Ранковце во висина од 3 милиони евра. И тоа се само дел од оние огромни капитални инвестиции во сферата на инфраструктурата. Со сето ова, Крива Паланка несомнено ќе се наметне како централна позиција на паневропскиот коридор 8 и сметаме дека во текот на наредниот период околу Крива Паланка ќе се случуваат интензивни економски активности. Благодарејќи на оптималното искористување на ресурсите и можностите во текот на 2018 година, општина Крива Паланка успеа да спроведе неколку поволни тендери со кои што интензивно работевме на подобрување на локалната патна инфраструктура, со изградба, санација и реконструкција на општинските улици и патишта. За оваа година асфалтиравме околу 13 километри патна инфраструктура, а речиси во сите рурални средини
интервенираме во санација на селските патни правци, а некои од нив и делумно со тампонирање. Извршена е санација на слечиштото кон село Турачка река. Изградени се повеќе од десетина фоткови зидови во урбаниот дел кои возможија безбеден и сигурен пристап на граѓаните. Работење на подобрување на урбаната слика и за таа цел поставени се првите 8 автобуски стојалишта, а за наредната година планираме уште определена бројка. Во соработка со Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство беше обновена метеоролошката станица во Крија Паланка после цели 40 години. Извршивме и реновирање на дворовите на детската градинка Ветелинка и основното училиште Илине. Реализиравме и проект за модернизација на уличното осветлување, со што имаме значителна заштита во финансиски средства и потрошувачка на електрична енергија. Изведена е регулација на толови, како и чистење, нивелирање и одржување на отворените канали. Променети се околу 3 км азбестни цевки во водната мрежа, извршена е рехабилитација на водоводи во неколку рурални средини, а изграден е и примарниот цевковод на нов водовод во село Луки. Ја завршивме изградата на новата пешачко-рекреативна патека од околу 900 метри и тоа за експресни 3 месеци. Извршено е уредување на спортскиот комплекс во градот. Интензивирани се и работни активности за регулација на Скрљевски дол, како и асфалтирање на 2 патни правци во село Конопница и село Трново. Транспарентноста во вршењето на општината значително е подобрена и унапредена, за што говорат високите државни признанија и награди, како страна на државните институции, така и од Центарот за граѓански комуникации и други специализирани организации кои што ја следат работата на локалната самоуправа. По таа насока, сакам да истакнам дека општина Крија Паланка е можеби единствената општина која што врши директен пренос на седниците на Совет на собствената веб страна. Во насока на зголемување на таа транспарентност ја подобривме соработката со местните заедници, а бидејќи тие немаат пристап и се возможни да ги следат овие наши седници преку видеоврската која што ја остваруваме, за нив на месечно ниво печатиме месечен билтен кој што го дистрибуираме екона. За прв пат преку јавен оглас оваа година беа доверени средствата за невладини организации и здруженија, која процедура ќе ја продолжиме во текот на наредниот период. Континуирано работевме на обезбедување на поголеми услови за развој и унапредување на културата, избогатување со нови манифестации и културни содржини, заедно со локалната установа Градски музеј, Националната установа Центар за култура, училиштата од градот, како и останатите воспитно-образовни институции. Покрај постоечките манифестации, оваа година можам да се пофалам дека за прв пат ја организиравме првата селеничка средба, манифестацијата Шопска софра, организиравме и имавме иницијатива за откуп на авторски дела од локални автори, како и за возобновување на една манифестација распијана во Симиче после период од 9 години. Финансиски поддржавме и реализиравме многу други избитнувања од сите сегменти на културното богатство на нашата општина со цел зачувување на веќе постоечките, избогатување со нови форми на културно изразување и создавање на пополни услови за развој на културниот живот и културниот идентитет на општина Крија Паланка. Реализиравме и богата програма за одбележување на меѓународни денови, јубилејни годишнини, настани и личности. Оваа година за прв пат општина Крија Паланка ја организира манифестацијата избор на просветен работник на годината. Прогласивме најдобар полицаец и најдобар пожарникар. Исто така, ја уведовме наградата почесен граѓанин на Крија Паланка, која што оваа година ја доби амбасадорот Самуил Жбулар, како и граѓани со посебни заслуги за придонес и промоција на Крија Паланка, што ја освои министерот за земјоделие, шумарство и водостопанство, господин Јучо Николовски. Годинава имавме и офанзивна дипломатска година, во која што
избогативме пријателствата кои што ги имавме, а во меѓувреме Крива Паланка беше посетена од поголем број на представници од домашниот и меѓународниот дипломатски форум. Покрај подпишаниот договор за соработка со Стопанската комора на Република Македонија, работевме на унапредување на соработката со локалната бизнес заедница и оформување на општински сојуз на стопанственици. Работевме во насока на унапредување на процесот на децентрализација и развој и унапредување на местната самоуправа. Оваа година го збогативме и унапредивме и спортско-рекреативниот живот во градот преку реализација на поголем број спортски активности, преку афирмација и директна подршка на сите спортски клубови и поединци кои постигнаа врвни резултати на државно и меѓународно ниво. Оваа година Крива Паланка за прв пат има екипи кои се напредуваат во определени лиги во првата и втората македонска лига, а поединци во екипни спортови или поединечно се закитија со огромен број на признанија и медали на домашни и меѓународни надпревари. Го оформивме шаховскиот клуб, пливачкиот клуб, ја донесовме ракометната школа на Металург, ја возобновивме фудбалската школа во Согово, а оваа година за прв пат се организираше и тенискиот турнир Крива Паланка Ранковци Опен. Поведовме и доделување на спортски стипендии. Работиме на воведување на ИСО стандардизација во рамки на секојдневната работа на општината, но исто така и на ГИС систем кој што од сегна ќе подобри работата и ефикасноста на општинската администрација и сите останати служби. Почитување. Ова се само дел од многуте активности што ги презедовме заедно со општинската администрација и во соработа со другите јавни служби и установи, а се во насока на унапредување и подобрување на локалната економија и добивање на еден модерен лик на Крива Паланка со јасни евроатлантски перспективи. Последната година продолжуваме заеднички да работиме врз истите принципи и уште со позабрзано темпо и ентузијазам. Имаме голема мотивација и започната на низа на проекти со кои имаме обезбедено и документација и силно финансиска подршка. Во оваа прилика сакам да споменам само дел од нив. Имено она што е основното за секој град и секоја општина, а тоа е урбанистичкото планирање, можам да кажам дека вчера во соработка со Министерството за транспорт и врски и преку Агенцијата за планирање на просторот, следната година почнуваме со изработка на нов генерален урбанистички план на Крива Паланка, кој што целосно ќе биде финансиран од страна на државата. Општината има изработени и поднесено неколку проектни апликации до Агенцијата за финансиска подршка во земјоделието и руралниот развој, за кои се чека одобрување, а тоа се проект за реконструкција на стариот патен правец кон манастирот Свети Јаки Масоговски, проект за доизградба и реконструкција на тротоарите на главната градска улица, а во општината проект за изградба на локален патен правец во село Мала Цацорија и изградба на општински пристапен пат по населбите Мизовски ливади и Крстата калина во село Градец. Изготвени се проекти за нов градски плоштад, нов градски парк, зелен пазар со паркинг простор, проект за нов патен правец во село Дурачка река, проект за промоција на станечките водопади со изградба на пешачко-рекреативна патека која што ќе ги поврзува со местноста Гали Кане. Исто така, работевме на проектна документација за изградба на нов патен правец кон градските гробишта, како и изградба на градска капела. Поднесена и проектна апликација до Европската инвестициона банка, преку која планираме комплетна замена на старите водомери со современи дигитални водомери, и тоа во висина од 450.000 евра. Планирана и набавка на модерно возило за смет, кое ќе биде како донација од Јапонската амбасада и очекуваме позитивна одлука по однос на ова. Во очекување сме на позитивни резултати од значени проекти кои ги аплициравме преку програмата на ИПА за прекогранична соработка со Република Бугарија, а исто така и очекување на новиот повик за прекогранична соработка со Република Србија. Работевме на изградба
на проектна документација и уредување на градскиот стадион, како и на неколку фитнес зони и рекреативни локации на различни подрачја во општината. Во текот на наредната година, една од основните активности со кои што сакаме да започнеме е изработка на план за развој на Книга Паланка. Ова е документ со кој што ќе направиме еден широк опфат на сите оние активности со кои што сакаме да дадеме нов инпут во можностите и потенцијалите кои Книга Паланка и ќе биде основен документ за развој на општината. Исто така сакам да кажам дека проектот за инфраструктура за класификација на Книга Паланка е во финална фаза на изработка и со тоа ќе комплетираме целата потребна документација и ќе отвориме постапката за започнување со класификација на општината. Покрај ова работиме и на комплетирање на друга документација за други инфраструктурни проекти во сфера на падната, водоводната и канализационата инфраструктура. Почитувани, крајот на годината е време кога се прави рекапитулар на она што сме го сработиле и не исполнило душева во текот на тековната година, но и инспирација и мотивација за нов почеток во новата година. Идеи и планови што сакаме да ги реализираме понатаму. Затоа посакувам наредната 2019 година посветено да работиме и да останеме фокусирани на заедничката реализација на проектите кои се пред нас, водени од идејата и нашата заедничка цел изградба на побогата, просперитетна и модерна општина. Почитувани присутни, мои почитувани сограѓани, времето на новогодишните празници е време кога се почитуваме на моментите од годината што изминува, но и време во кое размислуваме за новите предизвици што доаѓаат, исполнети со надеж и верба во нови успеси. Секој нов почеток е причина за јакнење на духот, откривање на нови возможности, наплив на големи очекувања. Длабоко во себе верувам дека во новата 2019 година сите ќе не води една заедничка цел – да градиме заедница на меѓусебно почитување, разбирање и толеранција за напредок и благодет на сите граѓани на општината. Само сплотеноста, трпеливоста и мудроста во она што го вложуваме заеднички ќе не обединува да истрајаме и да веруваме во подобар живот за сите нас. Затоа, од мое лично име и од име на општинската администрација во новата 2019 година ви посакувам секоја минута да ви биде среќа, секоја радост, секој миг исполнување на вашиот сон. Посакувам вашите домови да бидат исполнети со топлина, мир и добра мисла, секоја ваша работа со нов успех, а секоја можност со иднина. Велат, луѓето никогаш не се поблиски, отколку за празниците, кога си даваат и примаат со отворени срце. Затоа, со длабока почит и посветеност во сите вас, примети ги моите искрени желби и бидете храбри, успешни, исполнети со здравје, среќа и беритет. Нека ни бидат среќни новогодишните и божитните празници. Благодарам.